Три мотиви за денешниот разговор со мојот соговорник. Прво, владата може би за час-два ќе соопшти нови мерки околу евентуалното алиментирање на незадоволство или можноста да се организира и пресретнува очигледно ова шок реакција со цените, инфлацијата која е во растечко темпо и се разбира енергенсите кои галопираат на светските берзи, предизвикано од руската војна во Украина. Тоа е број 1. Број 2, за неколку денови ќе почне распределбата на бонитетните компании котирани на македонската берза со дивиденда, а без оглед на значајниот период на неволи од пандемијата, голем дел од тие компании имаат растечко ниво и портфолио на своите акции од Комерцијална банка, Алкалоид, Макпетрол и така натаму. И третото ниво на мотивација е дали во ова време, невреме има шанси да се инвестира или како што старите велат да ги извадиме парите од подперница, од имобилизираните штедни влогови со ниски камати и да ги пласираме во инвестициски фондови, што е многу важна компонента на разигрување на финансиските пазари. За овие три глобални теми кои на микроплан ќе треба да ги разработиме, мој гостин е Горан Марковски, инвеститор и директор на КБ Публикум Инвест, со која управува со околу 6 или 7 инвестициски фондови, тоа ќе чуеме од него. Но најпрви, Марковски, што предизвикува на финансиски план ова шокирачко, галопирачко ниво на затварање на пазарите, на високо ниво на пораст на енергенсите, затварање на пазарите за инвестиции и така натаму. Дали, например, КБ Инвестмент Публикум има инвестиции, например, во двете завојувани страни, Украина и Русија? Вака, генерално, самиот воен конфликт во Украина предизвика огромна нестабилност во целиот свет, во делот на финансиските пазари. Како е најрадикален настан што се случи пред некој ден е цената на никелот, например, што од 20.000 долари, колку што беше, на 100.000 долари на 100.000 долари, генерално предизвикана повторно од некои неизвестности, кои што се резултат на некои финансиски деривативи, што на крај на денот треба да се порамнат на одреден датум. Сега имате тука разни шпекуланти кои што во очекување на страната која што треба да ги обезбеди тие количини, почнуваат да дигаат цената со цел да се заработи. Сакам да кажам, линеарно во цел финансиски сектор има огромни пореметувања во моментов. Нешто што сме на секојдневна основа сведоци е токму и цената на нафтата, да кажеме, која што во моментот отиде до 129 долари за барел. Генерално се зголеми неизвестноста и нестабилноста на пазарите. Во овој сегмент посебно да кажеме што е поврзан со инвестирањето во овие кризни подречја, односно Украина, Русија и така натаму, дополнително се воведоа санкции кои што предизвика сериозни пореметувања на нормалниот процес на тргување, односно реално формирање на понуда и побарувачка. Во се уште, за жал, пазарите се затворени, например, за руски харти од вредност. И немате реална вредност. Вие немате ни понуда, ни побарувачка. Тој процес одеше на овие меѓународни пазари на кои што се издаваа сурогати на руски харти од вредност, меѓутоа тоа траеше 2-3 дена и после тоа процесот застана. Едноставно, тој процес на реално формирање на цени е прекинат. Значи, таму имате екстрем од една страна. Од друга страна, повторно и на развиените пазари на капитал имате сериозни последици, бидејќи сите се обидуваат да проценат од една страна колку долго ќе трае
и кои ќе бидат негативните последици на одредени сегменти од економијата и географски на различни економии. Барем за сега, ефектот е најсилно изразен, како секундарен ефект, ајде да кажеме, во Европа. Германскиот индекс DAX се падна дополнителни 10% од моментот на почетокот на кризата, што го води во некоја фаза на мечкин пазар. Скоро повеќе од 20% е паднат од некој врв кој што го забележа на почеток на годината, до денес е веќе поголем падот од 20%. Значи, тоа се огромни пореметувања кои што се базираат на одредени претпоставки и анализи и за жал ништо од тоа не може да се каже дека е прецизно, бидејќи ултимативно никој не го знае периодот. Марковски, дали освен енергетската зависност, Европа ќе биде колатерална штета во однос на сопствениот развој на економиите и инвестициите во оваа војна, стратешка војна, односно пенетрацијата на Русија во срцето на Европа, а од друга страна Америка е малку предалеку, но е прилично ангажирана, но е далеку се уште од можните турбуленции на Њујоршка берза, на падот на инвестициите во Америка. Таму дури и во ова време има пораст на инвестициите од 5%, што е фрапантно, например. Видете, во принцип, директниот ефект се чувствува првенствено во Европа, во земјите кои што се големи производители на различни стоки и големи извозници. Тука првенствено мислам на Германија, која што најголем дел од бруто домашниот производ го генерира преку извоз. Ако вие тргнете од фактот дека 40% од енергијата, меѓу другото што се користи и за производство, во некоја хипотетична ситуација на санкции би била загрозена, тогаш јас сметам дека ќе има економијата сериозни последици, бидејќи едноставно кажано ќе нема суровина, односно енергенс за производство, за нормално одвивање на процесите. Друг дел е секако домаќинствата кои што во голема мера се греат, односно користат газ, токму од таму, ајде да кажем. Така да тоа е прв ефект. Вториот ефект секако ќе се одрази на намалување на буџетите кои што се расположливи за трошење, бидејќи цените на енергенсите одат горе, тоа линеарно ќе доведе до подигање на сите останати производи каде што енергенсите се составен дел на формулирање на нивните цени на чинење и автоматски на некој среден рок, и краток, тоа е веќе 6 месеци до година дена, ќе имаме ново формирани цени кои што ќе ги вкалкулираат овие зголемени трошоци, дополнително ќе ги оптеретат буџетите, за да на крај на денот во принцип оној капацитет за трошење, кој што се базира првенствено на плати на населението, ќе биде намален од причина што овие основни елементарни производи ќе го исцрпуваат тој буџет, а многу помал дел ќе остане за штедење и инвестиции. Добро, Горан Марковски од КБ Публикум Инвест, тоа е еден од овие инвестициски фондови кој се занимава со пласман на пари и на хартија од вредност во земјава и надвор од неа, и кој на одреден начин е барометар на вредноста на парите, да речем, условно на интересот на граѓаните или интересот на корпорациите за пласман на своите профити и дивиденди. Но сега ќе се свртиме малце на ова европско село како што е Македонија, во која најчесто најлошото се увезува, а тоа е енергијата која баснословно и шокантно расте. Денеска попладне или денеска е околу пладне, премиерот со тимот навестува некои нови мерки. Мерките веќе се полупознати, намалување на акцизиите на нафтата, намалување порадикално на ДДВ-то за прехранбените артикли и за некои други делови од трговијата. Од друга страна има две клучни забелешки. Прво, дека тоа се линеарни, не се прогресивни, што значи повторно сиромашните повеќе ќе платат од што богатите. И второ, на одреден начин се осиромашува каптажата на буџетот,
кон кој ние сите други сме наслонети, од социјални случаи, административни плати, инвестиции во капитални добра и така натаму. Што според вас треба да се направи, што владата пропушта да направи? Вака, видите, ова е Прашање за седмица. Да, генерално. Меѓутоа, ова е состојба која што предпоставувам ниту една влада во светов ја нема предвидено во некое оптимално сценарио на делување, ајде да Тоа кажем. значи дека го гасиме пожар, па после ќе видиме какви се штетите. Баш така. Добро? Значи, ние се соочуваме со ворната состојба во која што треба да се изреагира на најбрз можен начин за да се намалат штетите. Она што го спомнавте, линеарното намалување на овие трошоци, односно на цените по основ на ДДВ и акцизи, може би не е од социјална гледна точка исправно, меѓутоа, како брзо и едноставно решение, предпоставувам, е првото што доаѓа на располагање на органите се, на власт. Од друга страна, сметам дека генерално тие ефекти ќе бидат проследени во моментот на воведување. Вие не можете понатаму, значи сега цената на нафтата е 129. Вие на пазарот, ако е сега дизел или било кое гориво 80-90 денари, соодветно за намалување на ДДВ и на акцизата ќе се намалат цени. Меѓутоа, наредното покачување, ако не дај Боже го има, тоа во целост веќе ќе се одрази. Тоа се работи кои што во моментот ќе се ефектуира, точно. Меѓутоа, понатаму, да кажеме, само ќе се намали негативниот ефект, меѓутоа тој ќе постои. Суштината е дека едноставно целиот буџет, кој што и така беше ориентиран кон социјални трансфери, сега уште повеќе ќе се усмери кон активности кои што се поврзани кон намалување на тие социјални последици од оваа војна криза, да кажеме, што е предизвикана во Украина. Така да, во принцип, она што генерално ќе пати, условно кажано, е растот и инвестициите кои што во вакви новонастанати околности ќе бидат сведени на минимум, бидејќи најголем дел од средствата ќе се усмерат токму кон она што спомнавте, гасење на пожари. И сега тука шара малку, ако тоа дојде, нели, секој биде резервиран, ќе си ги каптира своите средства дома, ќе ги планира рестриктивно и така натаму, за вас како инвеститори, особено за фондовите, како ќе се реализира вашето мото и сугестија време е за инвестиции во невреме, сега и веднаш. Тоа значи дека ќе се ориентирате на стимулација на идеи или на привлекување на слободните средства кои сепак постојат? Пазите, генерално кај нас постојат различни фондови кои што се и различно поставени за различни сценарија, условно кажано, на пазарите на капитал. Еден од тие фондови е Златен фонд, кој што во овие ново настанати околности бележи раст, да речеме, на ниво од месец дена од 17%, од причина што цената на златото расте. Така да, во принцип, само е потребно рационално размислување и прилагодување на состојбата. Тоа се шпицови. Например, никелот ќе расте додека траат војните действија. Сега ние можеме као Македонија да се крстиме зашто барем фени ќе донесе нето прилив. Некој ќе профитира. Некој ќе профитира. И тоа може да биде сериозен инпут на буџетот во однос на акцизи, царини и така натаму. Но се враќам на основното прашање. Што ќе правиме? Ќе ги привлечеме парите или ќе ги оставиме се уште под перница, односно на банкарските девизни сметки? Пазете, генерално тоа е индивидуална одлука на секој од граѓаните кои што имаат депозити. Тоа има многу врска со психологија, со перцепција на ризик и така натаму. Генерално, вакви времиња се и предизвик за инвестирање.
Ако ги гледате историски наназад работите, заклучувате дека секоја криза е нешто што по мене е најслично на кубанска криза, предизвикува рецесија и соодветно на тоа пат на пазарите на капитал. Меѓутоа, тоа за некого представува можност, бидејќи токму во тој период некој кој што се решил да инвестира, да кажеме, негде близу до дното на пазарите на капитал, заработил 30%. Бидејќи во моментот на настанување на таа криза, целиот пазар паднал 30%. После, да речеме, вообичаен период на враќање од таму кај што тргнал некој си од 18 до 24 месеци, значи во тој период веќе ги остварува тие инвестиции, односно ги враќа средствата и заработува во конкретниот случај 30%. Така да, ако некого прашате сега, ќе ви каже дека е најлошо време и така натаму. Меѓутоа, истото се случи во ковид кризата. Пазарите претрпеа загуби, односно пат на индексите од 30%, за да до крај на годината веќе свртат и во позитива од она што беше, да речеме, почетно ниво на почеток на годината. Горан Марковски, инвеститор и директор на КБ Публикум Инвест, кој располага и управува со 4-5 или може 5-6 инвестициски фондови, за тие што сега следат, и за тие што можеби не им е вака атрактивна темата, сегде во светот пласманот на парите се одива преку инвестициските фондови, негде се тие брзи, еквити, негде се тие стандарди, негде се тие шпекулативни, но во Македонија се уште се во рамките на традиционалниот пристап на прибирање и пласман на парите. Околу оваа состојба на следење на берзите и финансиските текови. Што ви наслутува со падот на индексот на светските берзи? Веќе има одреден пад повремени на домашната берза и така натаму. И очекувате ли дека ќе има обратно пропорционално влијание? Што подолго трае војниот конфликт и агресијата на Русија врз Украина, толку подолго ќе бидеме во криза. За жал така, мислам, генерално првичниот пат е во најголема мера забележан на европските пазари, кои што се најмногу изложени и трпат најголеми последици од овој конфликт. Од причина што најголем дел од суровините, репроматеријалите, токму од овие две земји се обезбедува. И реално се уште нема последици на работењето, бидејќи прерано да се зборува за некои поконкретни намалени резултати кај компаниите во европскава економија, меѓутоа генерално инвеститорите врз база на своите сознанија за начинот и концептот на работа на поедини компании се прилагодуваат и како последица на тоа целиот пазар е паднат дополнителни 10%, да кажем. Така да, во принцип, овој прв период од веќе, како му доаѓа, 2 недели до сега, има сериозни последици и доколку сметам овој конфликт продолжи и се тие економски санкции кои што се наметнуваат и до сега се веќе наметнати продолжат, ќе има за двете страни сериозни последици. Тоа е моето лично мислење, бидејќи претпоставувам дека 2 до 3 години ќе предизвика рецесија во земјите од Европска Унија, период кој што ќе им треба постепено да се адаптираат на ново настанатите услови. Тоа нема да остане, да речеме, изолирано. Кога велите рецесија, тоа значи намалување на претходните добри резултати или одиме во класична финансиска минусна рецесија која беше на ниво на 2008-2009 и така натаму? Економиите ќе имаат намалување на бруто домашниот производ ако се оди во спроведување, да речеме, она што го спомнав, енергенсите, ако се предмет на санкции, мислам дека тоа ќе предизвика
последици во европските економии. Бидејќи целите процеси на низа индустрии ќе бидат дополнително оптеретени со трошоци, сето тоа ќе предизвика дополнително подигање на цените и автоматски после извесен период вие ќе имате намалување на потрошувачки инвестиции. Таа висока инфлација, доколку излезе надвор од и сега веќе високите рамки од 5 до 7%, да речеме во развиениот свет, ако отиде над тоа ниво, а со ваков галопирачки тренд на раст на цена на нафта и на останати суровини кои што се значајни за европската економија, неминовно ќе дојде до тоа. Дали тоа со тоа следува и инфлација која очигледно кај нас веќе добива димензија на висока стапка, иако се уште не е загрижувачка, 7 под 10 на 100, ние сме имале ситуација кога имавме и 14 на 100 инфлација, па со дополнителни мерки е таа ставена под контрола. Меѓутоа, кога имате навестување на една подолгорочна финансиска и економска рецесија, може ли да се справи Народната банка само со инструментите на кредитно-монетарната политика со сузбивање на инфлацијата, доколку повеќе што во значаен дел овој дебаланс ќе настане и околу фискалната политика која сега практично со намалувањето на акцизиите на ДДВ ќе биде во една дефанзивна Добре, генерално во тој сегмент мислам дека буџетите барем како резултат на зголемена инфлација ќе имаат и поголем обем. Ќе се полнат дополнително, се разбира овие трошоци за субвенции, за фискални мерки ќе ги трошат тие буџети, меѓутоа тие за нијанса ќе бидат поголеми и по основ на повисоката стапка на инфлација. Во секој случај монетарната политика сама по себе, барем по мое мислење, не може да помогне во овакви околности, бидејќи ова е шок, екстерен шок, кој што не е предизвикан од дополнително релаксирање претходно на монетарните политики, па таквата зголемена маса на пари во оптек да искреира зголемена побарувачка, што ултимативно водела до зголемување на инфлацијата. Овдека е воен шок кој што едноставно на страната на понудата се влијае на намалување на расположливите ресурси и тоа предизвикува раст на цените. Подигање на каматните стапки, екстремно подигање може само да има контрапродуктивен ефект, бидејќи дополнително ќе влијае на намалување на побарувачката. Да, и на инвестициите вкупно, особено во градежништвото и во капиталните инвестиции. Мислам дека тоа нема да оди во прилог на намалување на проблемите, туку едноставно ќе ги засили проблемите. И не очекувам ниту од развиениве, и заради тоа е се актуелна дебата колку подигање на каматни стапки во САД ќе има и така натаму, некои планирани подигања кои што беа претходно очекувани како резултати на претходно евидентираната инфлација, се веќе во фаза на дискусија, односно веројатно и нема толку многу да се дига каматната стапка. Македонија очигледно ќе има потреба од нови свежи пари на светскиот или на домашниот пазар. Во стратегијата на Министерство за финансии една од концепциите да се атакува, да речем, на домашните слободни пари, без оглед дали е тоа вториот пензиски фонд кој не е баш за подценување, скоро 1 милиарда има тамо и релативно добро се пласираат парите. Овие вас неколку 7-8 десетина колку сте брокерско-инвеститорски фондови домашни. Моето прашање, ќе има ли интерес кај вас да купувате домашна обврзница? Ќе бидете ли конкурентни наспроти, например, ние сме мал пазар, наспроти некои други еквити фондови кои може да набасат овде на овој пазар и така натаму. И што вие мислите, колкава сума може во овој момент државата повторно да се задолжува, без оглед дали на домашен или на странски пазар? На странски очигледно дека ќе има многу повисока камата од досегашните задолжувања. Генерално, предпоставувам дека
оваа криза ќе изгенерира потреба за дополнителни задолжувања кои што веќе се најавени од страна на самата влада. Меѓутоа, мислам дека самиот процес на издавање на обврзници е пазарен процес на крај на денот. Врз база на актуелната стапка на принос која што ќе ја понуди државата, ќе се оцени интересот на субјектите кои што учествуваат во купување. Тука во Македонија првенствено се деловните банки, пензиските фондови и инвестицијските фондови, за жал се уште се мали. Да кажеме како некој што влијае на пазарот. Така да ни става призма и секако со оценка на капацитетот и можностите и така натаму, со оценка едноставно кажано на кредитниот рейтинг на државата, се формира одредена цена која што е одлучувачка за донесување соодветно на одлука дали да се купи или да не се купи одредена Има малку инвестиција. нелогично, рекоте кредитен рейтинг. Кредитниот рейтинг на Македонија е релативно стабилен, ББ плюс минус зависи. И сега тоа создава недоумица. Ние сме очигледно во фаза на неповолни трендови, сериозни издатоци ќе има буџетски така натаму, држиме на одреден начин рейтингот. А рейтингот е правиот барометар за инвестициите, за вложувањето, сигурноста. Генерално, кај нас, како и во сите земји во светот, скоро и без исклучок, односно, има неколку кои што успеа да го задржат нивото на долг во однос на бруто домашен производ после ковид кризата на тие пред ковид нивоа. Меѓутоа, генерално имаше тренд на раст на тоа ниво на задолжување, што се движи од 10 до 20% од бруто домашниот производ. И соодветно на тоа и во Македонија се поместија цифрите. Сега е околу 60% долгот во однос на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, така да тоа е нешто што линеарно се случи кај сите. И од тие причини сметам дека нема некое поместување во кредитниот рейтинг, бидејќи и најразвиените земји исто тоа го направија, бидејќи во тој период, краток период, се создаде огромен недостаток на средства предизвикан од ковид кризата. Тоа беше наједноставен начин да се направи. Сега, понатаму, мислам дека капацитетот и потенцијалите за дополнителни задолжувања се повеќе или помалку лимитирани. Не можеме да одиме од 60 на 120. Тоа е надвор од некоја економска логика, бидејќи условите не се такви. Едноставно, во едно семејство, ако се земе... Ние можеме да одиме, нема пари кои да ни дадат. Нема да ви верува пазарот. Нема да ви верува пазарот. Така. Онаа цена која што ви ја кажав, ако сега да речеме за обврзници што на меѓународен пазар доспеваат в 2028 е околу 4%, ќе отиде на многу повисоко ниво. Едноставно пазарот ќе ви каже дека сте ризични. И од тие причини сметам дека повторно има да речеме потреба да се оцени интересот, да се види од страна, бидејќи главно кога се задолжуваше во изминатиот период државата, она што спомнавте, тоа го правеше на меѓународен пазар со издавање на еврообврзници, каде што најголемите финансиски институции иницијално даваат некои индикации каде би очекувале тие да се издадат и претпоставувам дека и тој процес би се повторил и во конкретниот случај. Не е тоа исклучок. Дури слушнав во однос на тоа ниво на задолжување, она што е актуелно деновиве на пазарот, во Европска Унија претпоставувам од причина што има и многу задолжени и многу помалку задолжени, па идат на издавање на една заедничка обврзница за финансирање на овие потреби, да кажеме, од истите причини, за да не изгледа тоа преопасно за инвестирање. Европската Унија, кога беше кризата, де факто направи една обврзница со кредитно портфолио од 1 милиарда, што Централната Европска банка ги пласира 1 милиарда евра, се разбира, так. И тоа сукцесивно ги пласираше на финансиските пазари во Европската Унија. Горан Марковски, директор на КБ Публикум, сертифициран инвеститор за домашната и светската економска траурна ситуација со оглед на војната на
Русија врз Украина и морам да кажам дека неизвестностите не се само веќе и од недоволно познавање, туку и од очигледно очекуваните турбуленции на геостратешките поместувања. Ви благодарам што бевте гост. Ви благодарам на поканата.